Здраво, Златко, поздрав од Доха. Игор, како е да се биде известувач од Катар деновиве? Полека стигувавме до почетокот од вториот круг на надпреварувањето на светскиот шампионат тука во Катар. Што се однесува до овие изминати 7 дена во Катар од организацијска гледна точка, барем што се однесува до медиумите и навивачите, функционира се безпрекорно. Оние 200 милиарди долари кои што се вложени во организацијата на светското првенство се видливи и евидентни се за око. Транспортот функционира безпрекорно и за навивачите и за новинарите. Купени се околу 3000 автобуси кои што треба да ги пренесат сите представници на медиумите кои ги има во огромен број. Тука се отприлика акредитирани околу 20.000 новинари буквално од секоја точка на планетата и може без посериозен проблем да се стигне до сите надпревари на шампионатот. Организиран превоз, се знае буквално во колку часот кој автобус трга, превоз за сите, меѓутоа најголемиот проблем за организаторот и за сите оние кои што поточно најголем проблем за новинарите е фактот што има премногу строги безбедносни контроли, па влегувањето во стадионите е доста бавно, се контролира буквално се скенира буквално се, дури се оди и до најситни детали, како што е, например, симнување на каиш, не се дозволува, например, внесување, имате проблем ако имате во джепот гума за джвакање, па ќе се убедите малку со луѓето од обезбедувањето, па и ќе можете да ги внесете. Дополнителен проблем е непознавањето на англискиот јазик, кај голем дел од луѓето кои што се ангажирани за безбедност тука. Има огромен број, например, ангажирани се 50.000 полицајци, со оглед на фактот дека Катар е земја која нема толку полицајци на својот платен список, па се ангажираат луѓе од останатите земји од регионот и од Европа. Например, има 5.000 турски полицајци, ангажирани се 200 припадници на елитните полициски сили на Франција. Тие не се видливи на стадионите или во градот, едноставно тоа се сили кои што се ангажираат при евентуални нереди, а барем за сега се тече во безпрекорен ред, нема никаков проблем, едноставно луѓето се дојдени тука да гледаат фудбал, да ја поддржуваат својата репрезентација, да уживаат, така да нема апсолутно никаков проблем. Мака за сите е фактот што организаторот се погрижи да обезбеди идеални температури за играње фудбал, за следење фудбал, меѓутоа температурите се далеку од идеални. Говорам дека ова е прво зимско првенство во Катар. Нема зима, меѓутоа температурите се идеални. 25 степени Целзиусови до 27 максимално. Меѓутоа се уклучуваат сите климатизери кои што се на стадионите, освен на 974, таму нема климатизација, и температурите се премногу ниски. Дури 18 степени Целзиусови е на трибините и луѓето кога ќе дојдат надвор од 25 практично се смрзнуваат, се жалат на тие температури, меѓутоа организаторот ги има тие климатизери, ги користи и тоа е еден од проблемите со кои што се соочуваат и гледачите и новинарите. Катар е земја која што има нешто повеќе од 2 милиони жители, меѓутоа успеа во овие 30 дена да обезбеди сместување за околу 2,5 милиони луѓе кои што треба да дојдат и да ги следат мечевите на светскиот шампионат. Тоа не е мала работа од едноставна причина што ќе ви дојдат луѓе готово во еден месец, колку што ви е буквално популацијата во државата, меѓутоа има сместување за сите, цените се повисоки од европските и светските стандарди, меѓутоа такво време на светски шампионат во фудбал, еден од најголемите спортски настани, и поради тоа и цените се малку повисоки. Но и тоа се става во втор план, навистина за сите кои што ќе дојдат тука обезбедени се идеални услови во време кога немате билет за да следите надпревар, можете да дојдете во неколку фан зони кои што се наоѓаат во самиот град, кои што имаат капацитет од 30.000 луѓе. Најголемиот дел од нив се буквално исполнети до последното место и, например, на половина час до 45 минути пред надпревар веќе не можете да влезете во тој дел од градот да следите надпревар на голем екран.
и тие зони се затворени. Се работи до 2 часот по полноќ, тоа е одлука на државата, за да може да се забавуваат сите оние кои што не се на стадиони, а воедно и сите да можат да обезбедат храна и да стигнат до своето сместување со оглед на фактот дека последниот надпревар на шампионатот во текот на денот завршува тука точно на полноќ. Реков, јавниот транспорт функционира безпрекорно. За новинарите се купени 3000 автобуси, кои што буквално можете часовник да навивате по нив кога е нивното време на поаѓање. Има 4 метро линии кои што се поврзани со сите автобуски линии, така да можете без проблем да стигнете до секој стадион. И сето тоа е видливо и евидентно, како што реков, тие вложени 200 милиарди долари, од кои само 10% се во стадиони, останатото е во инфраструктура. Сето тоа доволно говори дека сепак овој шампионат функционира безпрекорно и покрај сите стравувања од страна на луѓето од останатиот дел на светот дека ова може да биде еден од најлошо организираните мундијали, да биде се претвори во еден настан кој што нема да привлече огромно внимание. Напротив, 99% што би се рекло, луѓето се задоволни од престојот во Катар, уживаат во периодот што го минуваат така во овој дел, така да навистина до овој момент се оди како што треба, а како поминува времето, сигурно дека и сите овие ситни проблемчиња кои што се појавуваат во текот на овие 7 почетни дена од шампионатот ќе се надополнуваат, ќе се елиминираат и луѓето ќе можат без никаков проблем да следат се што сакаат и да одат каде што ќе стигнат. Тоа од прилика најинтересното за овие први 7 дена што се однесува до организацијски дел. Има навивачи буквално од секоја точка на планетава, секој можеше да си купи билет, а што е најинтересно, например, на надпреварот вчера меѓу Португалија и Гана имаше луѓе кои што се дојдени дури од Виетнам, една група од прилика 100 луѓе, кои што дојдат специјално да го следат Кристијано Роналдо и буквално секој негов контакт со топката беше еуфорично проследен, па уште кога постигна погодок, половина од стадионот стана на нозе и го поздрави погодокот на португалецот, луѓето беа пресрекни, се радуваа на тој гол сите, освен навивачите на Гана кои што ги имаше некаде во завидна бројка од околу 2000 луѓе. Интересно е што Катар е земја во која што работат луѓе од сите делови на планетава и готово секоја репрезентација си има свој поддржувачи тука кои што можете да стигнете до влезници, особено селекциите кои што доаѓаат од Африка, од Азија и од околината од Блискиот исток, како што е например Саудиска Арабија, посебно оној северен дел на Африка има многу мароканци и тунижани кои што доаѓаат тука и работат тука и ја гледаат својата репрезентација. Реков, се на се добро функционира се. Оно што се очекуваше навистина се потврди. Катарците се покажаа како добри организатори и се надевам дека мундијалот ќе продолжи во исто темпо.